Добро дојдовте во Урбаните вести. 4 граѓански организации подготвуваат тужба против Македонија за аерозагадувањето, поради што сметаат дека е доведено во прашање правото за живот на децата загарантирано со Устав. Повеќе на оваа тема малку подоцна во вестите. Останете со нас. Осуденици ќе извршуваат општо корисна работа во јавното претпријатие на град Скопје. Жителите на Карпош повторно ќе добиваат субвенции за купување нови велосипеди. Животот на децата е загрозен. Се подготвува тужба против државата поради аерозагадувањето. Повторно се наплатува паркингот спроти Holiday Inn. Сдруженијето Канцерогено општество за утре најави нов протест поради аерозагадувањето. Осудените лица на полесни кривични дела, за кои е пропишана затворска казна под 3 години, ќе извршуваат општо корисна работа во јавните претпријатија на град Скопје, со што почнува во пракса да се применува пробацијската служба, согласно Законот за пробација донесен во 2015 година. Во зависност од стореното кривично дело, осудениците ќе мораат општо корисна работа да извршуваат во период од 40 до 240 дена. Град Скопје и управата за извршување на санкции денеска подпишаа меморандум за соработка, со кој им се овозможува на осудените лица на полесни кривични дела, за кои е пропишана затворска казна до 3 години, да работат општо корисна работа во јавните претпријатија под надлежност на градот. Како што истакна градоначалникот на град Скопје Петр Шилегов, сторителите на полесни кривични дела ќе добијат втора шанса, што ќе се регулира со намалување на затворската популација. Со тоа почнува во пракса да се применува пробацијската служба, согласно Законот за пробација донесен во 2015 година. Со подпишување на овој меморандум за соработка помеѓу градот Скопје и управата за извршување на санкции се поставуваат основите за соработката која што овие две институции ќе имаат во насока на јакнењето на казнено-поправниот систем и пробацијската служба. Целта е утврдување на взаемна соработка при извршувањето на општо корисна работа како вид на алтернативна мерка. Градот Скопје, со дел од своите јавни претпријатија и културни установи, се вклучува во создавањето на услови за примена и на формите и механизмите за хуманизирање на казнувањето. При тоа сторителите на полесни кривични дела, за кои што е пропишана казна затвор под 3 години или парична казна, ќе добијат втора шанса, што ќе се регулира со намалување на затворската популација. Обврските на осуденото лице при извршување на општокорисната работа ќе бидат усогласени со индивидуалниот план и програма изготвени од страна на пробацијската служба. Од управата за извршување на санкции оценуваат дека со ова во пракса почнува да заживува пробацијската служба. Директорот на управата за извршување на санкции Јовица Стојановиќ напомена дека овој денешен чин е исклучително важен за заживување во пракса на пробацијската служба, затоа што Законот за пробација е донесен уште во 2015 година, а во 2016 година е со одложено дејствие, но до ден денешен тоа во пракса не функционираше. Со склучувањето на договорот со градоначалникот на град Скопје, сметам дека судиите дополнително ќе се охрабрат и ќе видат дека тоа навистина може да живее во пракса и веќе во наредниот период да имаме случаеви за практична реализација на општокорисната работа и другите мерки кои што се предвидени со пробацијската служба и казните кои што стојат на располагање. Во зависност од стореното кривично дело, осудениците ќе мораат општокорисна работа да извршуваат во период од 40 до 240 дена. Жителите на Карпош и оваа година повторно ќе имаат можност да аплицираат за добивање субвенции за купување нови велосипеди. Јавниот повик почнува од денеска, а ќе се доделува субвенција во висина од 30% од цената на велосипедот, но најмногу 3000 денари. Од денеска продолжува акцијата за субвенционирање на купување нови велосипеди за жителите на Карпош. Ке се субвенционира 30% од цената на купениот нов велосипед, но најмногу до 3000 денари. Градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев, денеска ги објави условите и критериумите на јавниот повик, како и за придобивките од оваа акција.
Според јавниот повик, право на субвенција има секој полнолетен жител на Карпош, кој ќе купи нов велосипед, започнувајќи токму од денеска 1 февруари. Граѓаните треба да достават копија од лична карта и од трансакцијска сметка, фискална сметка оригинал за велосипедот кој што е купен, но не порано од 1 февруари. Од денес, 1 февруари, Општина Карпош продолжува со субвенционирање на набавка на велосипеди. Граѓаните ќе може да добијат субвенција од 30% од висината на цената на еден велосипед, но не повеќе од 3000 денари. Она што е потребно е граѓаните да достават до Општина Карпош копија од лична карта, трансакцијска сметка, како и оригинал фискална сметка за доказ дека велосипедот е купен после 1, 2, односно после денешниот ден. Продолжуваме ние и оваа година да субвенционираме велосипеди кои што како мерка се дели од локалниот еколошки акцијски план и кои што се еден од најдобрите начини за алтернативен превоз кој ќе придонеси и во справување со аерозагадувањето во државата. Општина Карпош продолжува и понатаму со сите сили на сите начини да се бори за здрава животна средина и почист воздух за дишење за сите. Би сакал само и да напоменам во интерес на граѓаните дека исплатата на финансиските средства за субвенции на велосипеди согласно изборниот закон ќе се изврши по завршување на предстојните избори. Локалната самоуправа минатата година за прв пат субвенционираше купување велосипеди и како резултат на големиот одзив и позитивните реакции, продолжува и оваа година. За реализација на оваа акција, годинава ќе се одвојат 500.000 денари, а исплатата на средствата ќе биде по завршување на изборниот процес. Скопскиот градоначалник Петре Шилегов очекува дека овој месец град Скопје ќе донесе новата одлука за концесионер и дека ќе состави целосна контрола над работата и функционирањето на депонијата Дрисла. Градоначалникот го повика и Државниот инспекторат за заштита на животната средина да ги засили инспекцијските надзори. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов очекува дека во текот на февруари град Скопје ќе донесе новата одлука за концесионер и дека во целост ќе се стави под контрола работата и функционирањето на депонијата Дрисла. На депонијата Дрисла, иако пред неколку години кога се склучи договорот со италијанската компанија ФЦЛ Амбиенте, се очекуваше дека целосно ќе биде модернизирана, не се направени било какви инвестиции, поради судските постапки кои се водеа со италијанската компанија и германската компанија која што беше пријавена на тендерот, како и жалбата од град Скопје. Италијанската компанија ФЦЛ Амбиенте во понудата која достави до град Скопје на јавниот повик во 2012 година вети десетици инвестиции во вредност од 73 милиони евра, но досега ништо од ова не е исполнето. Објаснувањето на раководството на Дрисла е дека инвестиции нема затоа што судската постапка за доделување на концесијата била во тек од 2012 година. Градоначалникот Шилегов го повика Државниот инспекторат за заштита на животната средина да ги засили инспекцијските надзори над инсталациите за кои одговорен. За мене, кога е Дрисла прашање, многу поприоритетно во текот на февруари месец конечно да ја донесеме одлуката за концесионерот за да ги ставиме контраверзите што се околу овој капацитет зад нас. Јас упорно го повикувам Државниот инспекторат за заштита на животната средина како надлежен орган да ги засилува инспекцијските надзори над инсталациите за кои што е одговорена, кои што се наоѓаат на територија на град Скопје. Дрисла, Железара, Усје треба да бидат перманентно на 24 часовен надзор. Да е тоа ингеренција на град Скопје, тоа така ќе биде. За жал тоа е ингеренција на инспекторатот за животна средина и јас субјективно постојано сум во некаков контакт и ја терам таа работа. Очекувам дека во текот на февруари, кога градот мислам дека ќе донесе новата одлука за концесионер, во целост да се стави целосна контрола на работата и функционирањето на Дрисла. Денеска Движењето за чист воздух организираше 15-минутна блокада пред вратата на депонијата Дрисла. Ставот на Шилегов за протестот е дека тој проблем мора да се реши системски, а не паушално. Апелот до граѓаните во целост го разбирам, затоа што тоа е капацитет што 7 или 8 години не носи бенефит, а суштината е да носи бенефит за граѓаните на Скопје. Напротив, предизвикува само проблеми, додаде Шилегов. Сдруженијето Канцерогено општество утре излегува на втор протест против аерозагадувањето. Организаторите се надеваат на поголема масовност на протестот, со што владата позитивно ќе одговори на нивните барања, односно свикување итна владина седница и вклучување експерти и граѓански сектори во контролите кон големите загадувачи.
Утре во 13 часот пред Собранието на Македонија повторно ќе се протестира против аерозагадувањето. Сдруженијето Канцерогено општество, кое минатата сабота организираше протест, очекува поголема масовност и поддршка од сите граѓани и еколози. Кристијан Узунов од граѓанската иницијатива Канцерогено општество на денешната пресконференција најави преземање порадикални мерки доколку институциите останат, како што рече, неми и глуви на нивните барања. Се надеваме на утрешниот протест, на 2 во сабота во 1 часот пред Собранието исто, на поголема масовност, на повеќе луѓе, поддршка голема, на која што јасно ќе им дадеме до знаење кои се нашите следни чекори и деколку останат неми и глуви на нашите барања, ќе почнеме со малце порадикални мерки. Свеста на народот се буди, тоа е многу добро. Се надеваме на заедничка соработка и на масовност. Мора масовност за да успееме во нашите барања, во конкретни барања. Узунов упати прашање до заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули, што сработил изминатата недела, односно од нивниот претходен протест, каде поставиле јасни барања да се свика итна владина седница за загадувањето на воздухот. Тој го повика Макрадули да почне неделно да дава отчет за сработеното. Исто сакам да упатам прашање до надлежните, еве поточно до Јани Макрадули, да го прашаме што тој сработи во изминатата недела и ако може од сега па натаму, додека децата се гушат, додека сите ние се гушиме, да дава отчет во текот на денот што тој сработил. Еве да стане од Сабајле, да си ги напише забелешките што треба да среди и во текот на денот, на крајот на денот да изјави пред камери што тој средил во текот на денот, што тој направил за ние да дишеме почист воздух. Мислам дека има обврска да го стори тоа и да видиме дали реално тие додека ние бараме, додека протестираме, дали нереално они се ангажираат да го решат овој проблем. Дел од барањата на граѓанската иницијатива се свикување итна владина седница и вклучување експерти и граѓански сектор во контролите кон големите загадувачи. Загадениот воздух е еден од најголемите фактори за смртност кај децата. Како директна последица од високите дози канцерогени честички во воздухот во Македонија. Има над 3000 предвремени смртни случаи, со што се доведува во прашање правото за живот на децата загарантирано со Устав. Токму затоа 4 граѓански организации подготвуваат тужба против државата. Во моментов се прибираат податоци од вештаци кои ќе ги потврдат нивните барања, а добиена и помош од адвокат кој доброволно и без надомест ќе ги застапува. Мерните станици во Скопје речиси секојдневно покажуваат концентрација на PM10 честичките над дозволеното, а достигнавме да бидеме и на првото место во светот како најзагаден град. Според податоците на Институтот за јавно здравје, годишно во Македонија како последица на загадувањето се регистрираат 1600 смртни случаи. Уште пострашни се проценките на меѓународните организации кои сметаат дека црниот биланс по овој основ е двојно повисок, а животот пред се на децата е загрозен, со што се доведува во прашање правото на детето на живот кое е загарантирано со Устав и со Конвенцијата за правата на детето. Децата се најосетлива група затоа што имаат организам во развој и побрзо дишење, а со тоа и побрзо внесување на загадени материи во телото. Децата се почувствителни од возрастните на внатрешно и надворешно загадување на воздухот, бидејќи нивните бели дробови, мозокот и имунолошкиот систем се уште се развиваат. Загадениот воздух е еден од најголемите фактори за смртност кај децата, и тоа мора веднаш да се спречи. Како директна последица од високите дози на канцерогени честички во воздухот, во Македонија има над 3000 предвремени смртни случаи. Како резултат на алармантноста на состојбата и потребата за подигање на свеста на граѓаните за последиците кои ги трпат дишејќи канцероген воздух, се активираа групи граѓански активисти и иницијативи за спас на децата и граѓаните. Граѓанските организации најавија тужба против Македонија поради аерозагадувањето. 4 граѓански организации, новинари за човекови права, првата детска амбасада во светот Медјаши, Зелениот институт и Сдруженијето за социјални иновации и одржлив развој Радар, најавија дека ќе тужат државата пред домашните и меѓународните судови поради аерозагадувањето. Организациите покренаа петиција за нула толеранција за аерозагадувањето и загрозувањето на животот.
Во моментов се прибираат податоци од вештаци кои ќе ги потврдат нивните барања, а добиена и помош од адвокат кој доброволно и без надомест ќе ги застапува. Изјави за Прва Скопска Наташа Доковска, председателка на Новинари за човекови права. Во подготовка сме, значи ние ги прибираме сите оние податоци кои што треба да ги добиеме од вештаците, кои што ќе ја ги потврдат нашите барања, односно нашите заложби дека треба нешто да се направи, државата дека треба некако да се казни, за да започне да делува во насока на облажување. Јас ќе кажам дека може да се направат работи, но дека тоа треба да го направи нели оној кој што е задолжен за тоа, секако дека и граѓаните треба да влијаат со своето примерно однесување и почитување на тие мерки, но многу е мал процентот на граѓаните кои што треба тоа да го направат, односно нивното влијание е многу помало во однос на индустриите кои што влијаат врз загадувањето. Она што го бараат граѓанските организации е подитно да се направат законски измени за намалување на прагот за аларм и активирање на итни мерки за спас на животот на децата во Македонија. Бараат законски измени за намалување на високиот праг од 200 микрограми на метар кубен на 40 микрограми на метар кубен, дозволена гранична вредност, според европските стандарди. Пратениците треба да бараат прагот на информирање за PM10 частичките да биде 50 микрограми на метар кубен, а никако повисок од 75 микрограми на метар кубен, 2 дена последователно. Прагот на алармирање треба да биде поставен на 50 микрограми на метар кубен и да има засилен инспекцијски надзор, затоа што тие сметаат дека индустријата и нелегални индустријски објекти се виновниците, затоа што концентрацијата на загадувањето е највисока во ноќните часови. Не може, недозволиво, навистина е недозволиво да секоја вечер таа амплитуда на загадување се покачува до некои си мерни единици кои што се не знам, премногу високи, а никаде наутро да ги нема, што говори дека некој се занимава, односно некој во тоа време почнува да работи. Јас мислам дека станува збор за некакви објекти кои што чекаат, значи, да сите се собереме по своите домови и почнат да работат и директно го загадуваат, затоа што тогаш ние немаме сообраќај. Немаме, дома не се грееме, а загадувањето е највисоко. Тоа говори, значи, дека индустријата или илегалните индустријски објекти кои што сигурно ги има, работат забивтано и сакаат да го искористат оној период кога никој не ги следи, бидејќи очигледно дека инспекцијските служби не работат. Значи, бараме зајакнат надзор на инспекцијските служби, меѓу другото. Доковска додаде дека овој проблем не е само кај нас, а како охрабрување е тоа што во Полска е донесена пресуда со која на граѓаните треба да им се плати одштета. Исто така и Италија го загубила спорот со граѓаните, а според најновите податоци и Босна и Херцеговина. Доковска вели дека целта не им е да наплаќаат од државата, туку да ја опомена дека треба сериозно да се зафати со решавање на овој проблем. На паркингот спроти Холидин, на кој беа отстранети рампите и беше бесплатен во изминатиот период, од сега повторно се наплаќаат и веќе се поставени рампи на паркингот. Со паркингот стопанисува фирмата МГ Фешан, која всушност е и сопственик на земјиштето. Повторно почна да се наплатува паркирање на паркингот спроти Holiday Inn. Паркингот кој беше регулиран со рампа, откако се продаде земјиштето, рампите беа отстранети и на паркингот секојдневно беше хаос поради бесплатното паркирање. Но толку од бесплатното паркирање. Просторот повторно се врати во првобитната функција – паркинг простор. Поставени се рампи за регулирање на возилата, како и табла со ценовник. Со паркингот стопанисува фирмата МГ Фешан, кој, како што велат, целта е да го регулираат сообраќајниот паркинг на оваа атрактивна локација и да се спречи хаосот од самоволието на граѓаните кои паркираат каде ќе најдат. Дозволата за управување и стопанисување на паркингот ја добиле од Советот на град Скопје за период од 10 години. Цената за паркирање на овој паркинг за лесни возила изнесува 35 денари од час, а месечен билет е 2500 денари, додека пак за автобуси цената е 350 денари од час. Но внимавајте, доколку го загубите билетот, ќе треба да платите 1000 денари за лесно возило
и 3000 денари за автобус. Ова не е конечно решение за локацијата. Ке се гради во оној момент кога се добие дозволата и кога ќе се тргне мораториумот под кој се наоѓа и оваа локација. Центрите за селекција на отпад во Карпош и Вардариште се отворени секој ден. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје апелира граѓаните својот кабаст отпад да го одлагаат во центрите за селекција на отпадот без плаќање паричен надомест и потсетува дека кабастиот отпад не смее да се одлага ниту на јавни површини, ниту во садовите за отпад. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје апелира до граѓаните нивниот кабаст отпад, во кој што спаѓа стариот мебел, електронските и електричните апарати, може да го одложат во центрите за селекција на отпадот во Карпош и во Вардариште, секој ден во недела во терминот од 7 до 19 часот без плаќање паричен надоместок. Оттаму додаваат дека редовно да се практикува тоа и доколку имаат потреба за користење на нивните специјални возила за транспорт, оваа услуга може да ја побараат на бесплатниот телефонски број 0800 222 33. Како што информираат од Комунална хигиена, граѓаните се повеќе практикуваат да го носат кабастиот отпад во центрите за селекција, но се уште е голем бројот и на оние кои и покрај апелите, укажувањата и можноста бесплатно да го одложат, тие сепак го оставаат покрај контејнерите. Затоа говорат и најновите фотографии кои ги објави предпријатието и потсетува дека кабастиот отпад не смее да се одлага ниту на јавните површини, ниту во садовите за отпад. Секоја изфрлање на отпад на јавни површини представува кршење на Законот за јавна чистота и директно ја загадува околината. Следува период на претежно облачно и потопло време, особено на повисоките места и на планините, што ќе предизвика топење на снежната покривка. Во утринските часови по котлините ќе има појава на магла. За време на викендот ќе дува умерен до засилен југоисточен ветер. Од понеделник ќе има локални врнежи од дожд со слаб до умерен интензитет. Во Скопје утре температурата ќе достигне 12 степени. В недела ќе се движи од 7 до 13, понеделник од 6 до 12 и вторник од 4 до 11 степени. И уште една информација, Скопската зоолошка ќе добие мини зоолошка градина Baby Zoo за најмладите по европски и светски стандарди. Се работи за заградена мини зоолошка каде ќе има мали и безопасни животни и каде децата во присуство на зоонеговател ќе може поинтерактивно да се запознаат со животните, да се играат и да се фотографираат со нив. Тука е крајот на вестите, ова е последната информација. Јас ви благодарам на вниманието. Повеќе информации може да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.